На денешниот настан како до независно судство, Институтот за демократија повика представници на организации кои што долго работат на наблюдување на правосудството, работат со странки исто така, застапуваат за подобрување на работата на правосудните органи и генерално учествувале во повеќе иницијативи за реформа во правосудството. Сакаме да ја отвориме уште еднаш или да ја продолжиме дебатата околу тоа како да се стигне до независно судство. Сведочиме изминатиот период разбранети состојби во судскиот совет. Утринава призма имаше и сторија во која што постојат и сведоштва за тоа како не се напредува во судството доколку не сте член на политичка партија или не завршите услуга на политички или на бизнис интереси. И сето ова упатува на тоа дека постојат веќе не само ризици, туку и материализација на ризиците во смисла на тоа дека во обидот да се дојде до правда се ќе постојат пречки да правната држава, односно владењето на правото, ја раздели правдата онака како што треба и дека всушност ресурсите со кои што различни моќни центри располагаат може да направат таа правда да се избегне и со тоа паѓаат во вода обидите на најразличните страни во општеството да обезбедат квалитет на правдата и со тоа борба против корупција, борба против организираниот криминал. Тоа што го забележуваме во изминатиот период е дека всушност она што навистина функционира се надворешните механизми на контрола, односно представниците на граѓанското општество кои што го наблюдуваат правосудството и медиумите кои што известуваат за најразлични случаи во кои што неквалитетот, еве така да се изразам, во правораздавањето доведува до непосакувани ефекти, односно до тоа криминалот и корупцијата да победи пред јавниот интерес. Господин Поповиќ, како независно судство? Па, постојат повеќе начини, во основа треба да се види како да ги искористиме овие надворешни механизми на контрола, да имаат некоја функција не само во наблюдување, туку веројатно, можеби, и во начинот на кој што се бираат судии, или пак како се бираат телата кои што се задолжени за обезбедување на квалитет во правосудниот систем. Тоа е можеби еден од начините.